Стари кревети, пластика, комунален и секаков вид на отпад се секојдневна слика на дивите депонии создадени од граѓаните во периферните делови на туристичкиот бисер на исток од Берово. Ѓубре се фрла насекаде, покрај локални патишта, реки, селски атари, а несовесноста на беровчани затрупа со шути повеќе локации во прекрасните шумски предели. Поголем дел од беровчани се самокритични, вината ја префрлаат на себе, но одговорност гледаат во општинските власти од кои бараат поголема ангажираност и казнивост кон несовесните граѓани. На депонијата за градежен отпад, која се наоѓа на местноста Јувец, ситуацијата е алармантна, бидејќи освен градежен шут, тука се фрла се што ќе се најде. Дивите депонии во Малешевијата се многу распространети и тоа ич не е убаво, не ме бендисува ни најмалку. Нема контрола, кој каде фрла, што прави. Горе над кај монасите, така нареченото наше Јувовец, има една депонија за градежен отпад, ама како што гледам секојдневно, се изфрла се и свашта. Треба да се превземе поголема акција, поголема одговорност и казни. Само така може да се научи еден народ на култура. А тука ја нема. Депонии има диви, направени. Това не чини, ама толку сме цивилизирани народ. Това треба се казва. Това треба некој да преземе мерки или да се слика на лице место и да го казва. Депонии има најмалку 3-4. Најмалку 3-4 тоа побрицата. Това не дај Боже да се запали, ојде сетва на го. Депонии на сега, да, шумите ги секохме и направихме депонии на место за шеталишча за здравјето на депонии. Решението според вас дека го гледате? Решението кривком сме ние, цел народ. Значи, решението треба секој да си води сметка за ѓубрето. Нема проблем. И сечат, не чистат, фрла, свашта. Излети се дешо, ѓубрето го фрла, кој дека стигне. Мора да се очистат тие шуми. Дива депонијата има пат препан. Сега згоре шумата може дека е мале. Има што да видиш. Ќе доде да некој ден скоро и се врне. Градоначалникот Звонко Пекевски вели дека годинава депонијата за градежен отпад неколку пати е исчистена, но сепак граѓаните и понатаму продолжуваат да фрлаат секаков отпад на дадената локација. Тој истакна дека во наредниот период неколку депонии ќе бидат исчистени и дека со одредени усогласување на Законот за јавна чистота и Законот за прекршоци, комуналните инспектори и редари ќе можат да казнуваат. Годинава депонијата за граден шут од наша страна исчистена 4 пати. 2 пати со потешка механизација и 2 пати со онаа механизација за која располага јавното комунално претпријатие. Се надевам дека во престимов период, значи од понеделникот натака, во соработка со јавното комунално претпријатие ќе почнеме една по една дел од тие депонии да ги исчистиме. Би апелирал до граѓаните да исклучиво, земајќи го Берово како туристичко место, најбитно за нас да промовираме покрај а сите други убавени кои ги нуди Берово да преферираме и да поддржуваме јавна чистота. Сакам да споделам со вас дека вчера на седница на влада на Република Северна Македонија веќе се преземени одредени мерки во законот за јавна чистота, за да може да биде согласен со законот за прекршоци, за да може да самите комунални инспектори и редари кои излегуваат на терен да истовремено можат и да казнуваат. Досега одевме само со одредени опомени и мал дел од она што дозволува законот да биде во делот на изрекување санкции кон несовестните граѓани. Директорот на јавното комунално претпријатие Услуга вели дека и покрај организираното собирање на отпад во сите населени места во Берово, населението и понатаму неодговорно фрла отпад каде што ќе најде. Проблемни се дивите депонии во околината на градот и селата. Пред една недела организиравме акција за собирање на градинарски отпад, но граѓаните многу малку се вклучија кон тоа. Во следниот период, исто така, ќе има акција од комуналното претпријатие за собирање на кабаст отпад. Постојано апелираме до граѓаните да не го фрлаат ѓубрето, кај што ќе им текне и постојано мапираме диви депонии, кои наскоро ќе бидат исчистени. Беровчани сакаат да живеат во чист и уреден град. Свесни се дека се однесуваат неодговорно и несовесно кон комуналната хигиена. Согласни се дека никој не може да исчисти толку колку што тие можат да расфрлат смет и отпад, но воедно се согласни дека комуналните инспектори треба да казнуваат за да проработи свеста кај сите за поубаво и почисто Берово.